И се враќаме на планов за раст. Планов за раст сега во овој тригодишен период предвидува ли мерки како претходните што ги имавме врзани за дуалното образование, за институционалниот капацитет, подигање или се работи за нови технологии? Во рамките на еден од столбовите, третиот столб од план за раст, секој од државите сама си дефинираше реформска агенда во која што се зацртуваат кои се тие чекори што се обврзуваат дека ќе ги направат, зашто буквално ќе добиваат награда. Значи принципот, односно механизмот на реформската агенда, значи 136 конкретно во македонската реформска агенда зацртани чекори, за секој исполнување точно стои сума колку, ако биде одобрен како реализиран тој чекор, колку ќе биде паричната сума за овој план наредниве односно во овој период од 3 години. За Македонија за 136 чекори вкупната сума е приближно 750 милиони. Може би треба во делот кога зборуваме за планот за економски раст, треба се направи една демистификација дека тоа не се директни пари за компаниите во целост, него дека се тоа пари кои што ни ги дава Европа за ние да го направиме амбиентот во државата релаксиран за да потоа бизнисот сам ќе тргне. Али види, добро е што ние признаваме дека добиваме пари. Реално сме го виделе. И тоа што го кажува Дани, значи не само што ќе влезат пари за реализирање на проектот, туку што е многу важно преку WBF ќе влезат за реализација на инфраструктурни проекти. Значи ова што пред малку го зборувавме тие слаби точки, односно недостатоци во мрежите на поврзување што ги знаеме и ги имаме детектирано дека постојат, преку планот за раст средства ќе се испорачат доколку има доволно зрели и развиени проекти, за да може да се реализираат, што е многу важно. Дали покрај планот за раст има и оние мерки што популарни ги знаеме сега овие години преку проектните активности, преку дирекцијата на Европската унија, други стимулативни пакети и мерки кои што можат да ги искористат нашите бизнисмени, што можат да ги искористат регионално заеднички во наредниот период? Македонија има пристап до програмите што се за финансирање во рамките на Европската унија, значи преку Digital Europe, Creative Europe, Horizon. Меѓутоа, реалноста е дека во моментот имаме многу малку субјекти што имаат капацитет да бидат конкурентни на тие повици, затоа што тоа е повик кој што е отворен на ниво на цела Европска унија и ќе треба да се надпреварува, да речем, со успешна апликација со европски компании од различни сектори и дејности. Тоа што недостасува во моментот и што многу пати не беше потенцирано дека нема да може да биде достапно се додека не станеме членка, се тие структурни и кохезиони фондови. Таму има можност директно наменски, значи буквално како национален прозорец на средства што би биле достапни за наши компании за конкретни проекти кои што би ги реализирале сами. Тоа нема да биде достапно дека не станеме членка на ЕУ. За жал, меѓутоа дека има можност, дека има средства што се на располагање има. Јас можам да кажам дека сум се родил и живеам во време кога евроатлантските интеграции биде доминантна и прва тема. Значи, ако ти 50-60 години повторуваш евроатлантски интеграции, тогаш немаш алтернатива да направи да го покажуваат тоа дека и во економијата се случува. Сега на тоа имаш ситуација во која што можеш да речеш дека чекај сега, нема ова, ќе бараме алтернатива. Кај ќе бараш? Јас оно често што го кажувам со нашите бизнисмени. Што тие ќе барат промена во Бугарија и во Србија? Или ќе кренат нарамо фабриката и ќе однесат таму? Нема тоа да се случи. Они морат сега заради тоа што се тука инсталирани да се борат како за демократизација и за пазарна економија овде во општеството. Така да ние сега не зборуваме за Европската унија како институција, ние зборуваме како простор, како платформа со тие вредности кои што ние би ги имале, утре би биле секаде радо, што велат зрвите, радо виден гост. Значи, мислам дека се ова потврдува дека посебен фокус стопанската комора во наредниот период во едукативниот дел треба да стави на малите и средни. И на можностите за финансирање, тоа ќе не биде една од фокус точките и во рамки на проектот што сега отпочнува Дигитмак. Многу луѓе не знаат дека Коморскиот инвестиционен форум е практично формиран во Охрид пред да се формира во Виена на иницијатива на претставителите на коморите на Србија и Косово.
е отпочнат процес за диалог, кој што требаше да возможи исто такво престикување и на државно ниво. И прво што дојде побара поддршка и ја добија од мене и од председателот Иванов тогашен во вилата во Горица во Охрид. И имаше организирано еден ручек после тоа, што беше практично почеток на конституирањето на една значајна институција што денеска е фактор во креирањето на економските политики затоа што дава своје мислење на програмите за економски политики на Европската унија. Во последниве неколку месеци има интензивна комуникација во комората со компаниите кои поставуваат прашање за проблемот што го имаме со Бугарија, кој што е као пречка на патот према Европската унија. Има ли кај вас во здруженијата такви тенденции? Па, ако збориме дали тоа прашање директно влие на односите, на економските односи или трговските односи Македонија и Бугарија, нема. Ние немаме од страна на компаниите детектирање на проблеми кои што им го оневозможуваат трговското работење или отварање на нови бизнис соработки помеѓу овие две земји. Напротив, дури статистиката говори за раст на трговијата помеѓу двете земји, што кажува дека прашањето политичко не влие на бизнисот. Како кога цело време се зборува дека проблем е инфраструктурата, а инфраструктурата не е подобрана, се одголемува раст. Ама ова е Балкан, нели? И ние по Балкан сме научени дури по друмски патишта да правиме. Ама одида е. Да, значи тоа прашање во континуитет останува како проблем и тоа уствари е прашање што ги остава нашите производи скапи или тешко достапни суровини или проблемите на гранични премини. Меѓутоа бизнисот, тоа многу пати сте го говорили вие, тоа е и каузата на комората, дека секогаш бизнисот си го наоѓа својот пат и ако некој реши да работи бизнис со Бугарија, од страна на македонска некоја компанија, тоа се случува. Патот е тежок, предизвици има многу, меѓутоа тој се случува. Она што можеби треба многу побрзо да се делува е инфраструктурните и сите оние погранични бариери кои што ги прават нашите производи неконкурентни всушност. Значи рековте дека има раст размената со Бугарија. Да. А со останатите земји како стоиме? Значи, генерално во периодот 25-26, првите 4 месеци од 26 се евидентираат, ние генерално имаме позитивни трендови во размената. Но она што не го разбираме и што никако не можеме да го сетиме, претпоставам никој во регионот, е што цела она порака низ изминатиот период за влегување на регионот на Западен Балкан во Европска унија е што не успеавме да го пресликаме моделот на земјите од Варшавската група на земји, каде што Вишеградската, кои што потикнувајќи меѓусебната размена го потикна заедничко. Така е, и воспоставување на многу идентични регулативи една со друга од земјите, за да го забрза тој процес, многу побрзо влегува во ЕУ.